Американскиот секретар за одбрана Пит Хексет ја отфрли загриженоста дека отпуштањето од страна на председателот Доналд Трамп на највисокиот американски воен офицер, председателот на Сдружениот генерал штаб, генералот С.Q. Браун, може да се смета за мешање на политиката во војската. Ова е одраз на тоа што председателот сака вистински луѓе околу него да го спроведат пристапот кон националната безбедност што сакаме да го преземеме. И јас имам многу почит за Браун. Го запознав. Тој е чесен човек. Не е вистинскиот човек во моментот. Трамп за време на кампањата вети дека ќе ги избрише, како што рече, прогресивните идеологии во војската и брзо ќе отпушти многу врвни лидери, цел споделена од Хексет во подкаст пред неговата номинација за секретар за одбрана. Пред се треба да го отпуштите председателот на Сдружените началници. Во 2022 година, кога Браун беше генерал на воздухопловните сили, тој и неговиот цивилен колега за време на администрацијата на Бајден издадоа меморандум во кој се повикуваат на цели за регрутирање офицери во воздухопловните сили, врз основа на раса и пол, во обид да се постигне сила за која се вели дека ќе биде порепрезентативна на САД. Казнувањето на високи воени лидери за тоа што биле назначени во претходната администрација или ги спроведувале политиките на претходната администрација, исто како што би очекувале од нив да ги спроведуваат политиките на оваа администрација. Тоа е едноставно погрешно. Покрај отпуштањето на Браун, Хексет го смени шефот на поморските операции, заменик началникот на генерал-штабот на воздухопловните сили и други. Тие ја разбираат суштината што е отстранија единствената афроамериканка и единствената жена што служеше во Сдружениот генералштаб. Хексет го стави капацитетот на силите главен приоритет, велејќи дека силата на војската не е во незината различност, туку во незиното единство. Нашата сила е нашата заедничка цел, без оглед на нашето потекло, без оглед на тоа како сме пораснале, без оглед на нашиот пол, без оглед на нашата раса. Хексет патува денес во заливот Гвантанамо, Куба, за од прва рака да ги погледне војните објекти на САД во кои се наоѓаат мигранти без документи. Оделот за домашна безбедност држи 17 имиграцијски претвореници во воени објекти таму. Администрацијата на Трамп приведе десетици други мигранти пред да ги депортира.